Господине Тунтев, велите, овој закон има европско знаменце, така? И тоа е европски закон. Господине Тунтев, да ве прашам нешто, ако може со внимание. Дали овие права ги има некој македонец во Грција? Дали овие права ги има некој македонец во Бугарија? Дали овие права ги има некој македонец во Албанија? Дали овие права ги има некој македонец во Србија или во Косово? Одговорете на тоа, затоа што овие со европско знаменце, како што вие велите. Велите, цитат, мајчиниот јазик е право на секој човек секаде. Дали мајчиниот јазик е право, ова што вие ќе го гласате тука, на македонците во соседството? Одговорот го знаеме и вие и јас. Господине Тунтев, дали вие ќе се согласите СДСМ, сите тука, ама патем не вие тука ни еден кандидат за градоначалник, молчат, ќутат, дали вие ќе се согласите да заедно изгласаме декларација, поединечно до секоја соседна земја, да побараме од неа да имплементира ваков закон? Еве, дали ќе се согласите заедно да изгласаме резолуција во овој законодавен дом, вие и ние, и да кажеме, ајде соседни земји, направете го ова што Македонија го прави? Прво, нема да се согласите затоа што мора да ќутите. Второ, мора да се умилкувате таму. Трето, и да изгласаме такво нешто, ќе ни речат, Македонијо, гласајте си такви работи, но кај нас тоа нема да помине. Така ќе ни одговорат. Господине Тунтев, ако ова било во рамките на Охридскиот рамковен договор, зошто СДСМ ова не го изгласа од 2002 до 2006 година? Тогаш СДСМ и ДУИ, истите коалициони партнери, имаа 78 пратеници. Вие имавте 60 пратеници, ДУИ имаше 18 пратеници. Заедно имавте не 61, 78. Зашто? Затоа што никогаш Бранко Црвенковски не би се согласил на ваков закон. Зошто ви молчи Бранко Црвенковски? Зошто ви молчат сите поранешни раководства? Зошто ви молчи Владо Бучковски? Зошто ви молчат сите и еден куп други бивши премиери? Затоа што свесни се што правите. Вие имате системски проблем, што редовно македонскиот народ не ве гласа. И од тие причини треба да го бајпасирате тоа и треба да го заобиколите македонскиот народ во состојувањето на вашите влади. Тоа ви е системски проблем ваш. И после тоа, за секоја ваша работа, за секоја коалиција на СДСМ, треба да имаме системски закони кои што темелно редефинираат државата.